ансамбл Билјана ние сме прво како екипа сме друштво, сме другари и музика како музика реално немаме потреба да имаме предрасуди каква е музиката. Имаш добра и лоша музика. Сега прашање на вкус, што е лошо, што е добро. Мене ансамбл Билјана како музичари и како музика, како стил кој што тие си го свират ми е сосема окей, ми е на едно ниво кај што јас целосно се пронајгам во тој фазон. Дали би го правил тоа цело време, би го правил затоа што тие својот дел си се професионалци, јас мојот дел сум професионалец и спојот е многу интересен. Не секојдневен и чуден е, ама е многу добро прифатен од публиката и мислам дека би терале вака долго време. Во принцип јас мислам дека ансамбл Билјана јуниор и супер си кажа што полека станеме сениор. Идејата и идеологијата нивна е живење на тој тип на музика која што е препознатлива и автентична за градот Охрид. Па, ајде да кажеме и за Македонија, ама конкретно за Охрид е многу препознатлив бренд. И како бренд, и како звук. Така што, само што мислам дека генерално проблемот е што некои од битните луѓе во градот, кои што го водат градот, на моменти се глуви за таквото богатство кој што ансамбл Билјана го негува. Така што дали треба да има секоја година вакви ивенти, да. Дали треба да се све поголеми, да. И дали треба да се се повеќе поддржани од градот, па и од државата, од Министерството за култура, апсолутно да. Сега тоа е све борба. Значи ние музичарите како музичари цел живот се бориме на некој начин за да добиеме повеќе публика, повеќе внимание и слично. Ама суштината на секој музичар и на секој бенд и секој проект е позитивната и добрата енергија. Така што ние енергијата ја имаме. Концертот во недела е распродаден за рекордно време. Тоа е доказ дека охриѓани се жедни за вакви ивенти, така што и да кажеме после тоа е самиот факт што се распродаде концертот за толку брзо време е доволен доказ. Значи овој проект да го слушаш во подруми, да го слушаш во вакво место, генерално музиката може да е иста, ама доживљајот е многу поразличен. Така што не за џабе таков проект го доби ова место за настап. Амбиентот е многу битен и многу го надоврзвит и го надополнуваат сето тоа што ансамбл Билјана ќе го понуди во недела. Јас не бев премногу присутен на нивните проби, ама можам да кажам дека охриѓани во недела по завршетокот на концертот ќе се воодушевени и ќе имаат уште една меморија доживотна од тој концерт. Јас сум Горан Папас, музичар саксофонист од Охрид, долгогодишен пријател на ансамбл Билјана. Ве поканувам, иако веќе е распродаден концертот, да си дојдете на време со заштитна опрема, маски, дезинфекција на рачињата да си направите и да се опуштите максимално и да уживате во концертот. Мене ова официјално ми е прв концерт со ансамбл Билјана, иначе соработката почна лани на представата Ти во 7 бој. Тогаш почнавме да свириме заедно. Сега е прв концерт и баш ми е драго што ќе бидам дел од тој концерт, малце и да видиме како ќе се вклопи пијаното во челгиската музика. Мене ова ми е втор настап со ансамбл Билјана вака како концерт и морам да кажам дека голема чест и задоволство ми е што сум дел од овој проект. Првиот настап беше во чест на нашиот другар Андреј Лабровски. Сега ова во недела што е ептен ми е драго, голема чест и задоволство ми пак ќе кажам што сум дел од ова. Ја негуваме челгиската музика, поточно охридските песни, имаме некој ора, репертоар на ора и челгиски стари песни. Овој инструмент е претежно стар инструмент или византијски инструмент, ја го свирам 5 години и ова е основата на македонската чалгија. Во Македонија сме
Михеловски што го свира овој инструмент и големо задоволство ми е што сум дел од тие луѓе. Канонот се состои од 77 жици, на левата страна се чиви кои служат за штимање, од десната страна имаме кожа и кобилица. На кобилицата се потпорни жиците кои го дават овој шмек на канонот. Во принцип со малку поразлична музика се занимавам во текот на моето свирење пијано, меѓутоа народната и челгиската музика не ми е непозната, уште од мал ја слушам, ја негувам, сум ја свирел и со културно-уметнички друштва. Така да, може би малку на почеток бев скептичен како пијаното како инструмент би се вклопил во цела ова приказна со, например, вакви магични инструменти како канон или уд. Меѓутоа со текот на пробите испана дека баш добро се вклопува пијаното и мислам дека и во недела ќе им докажеме на луѓето дека целиот тој звук ќе биде уште покомплетен со мојот, покрај вакви инструменти, би рекол и греот е да зборам само за мојот инструмент. Долга и широка е, нажалост приказната, ќе пробам да бидам пократок. Значи, како што веќе сам каже, од есенцијално значење да се случуваат вакви настани. Иако самата ситуација сепак треба да имаме предвид дека се работи за глобална пандемија и некако не ни дава мир да опуштено ги реализираме сите проекти и покрај тоа што има дозвола да се случуваат. Меѓутоа мислам дека мора на ваков или онаков начин со почитување на мерки, на правила мора да се случуваат вакви настани. Мора да се работи од аспект на музичар, од аспект на зачувување на самото културно и уметничко наследство на градот, мора да се случуваат вакви настани. Јас сум Филип Михеловски, свирам на канон, повелете во недела во 8 сатот во црквата Света Софија. Ве очекуваме, спремивме нешто за вас. Се надевам дека ќе ви се допадне. Јас сум Никола Јосифовски, свирам на пијано. Повелете во недела во 20 часот во предворието на црквата Света Софија, ансамбл Билјана. Се надевам дека ќе уживате.